по своето образование. Наши гости се ученици од Средното училиште Раде Јовчевски Корчагин. Тука се Јелена Обрадовиќ. Јелена, добро утро. Андреј Стојковиќ. Добро утро. И до мене Дарко Карафилов. Добро утро и добре дојдовте на сите. Како се чувствувате? Супер. Супер, интересно. Ви од почетокот на емисијата сте тука во студиото. Ви се допаѓа атмосферата? Поводот што сте овде, еве, Јелена, ајде да го кажете вие. Па поводот е да го промовираме нашиот веб портал Prime Time. Значи започнавме со работата на овој веб портал од 27 јануари. Нудиме многу интересни содржини за сите генерации, за сите возрасти. Јас конкретно пишувам повеќе содржини за женската популација. Моја колешка, така? Да. Значи, мал дел, многу близко до новинарството. Да. Додека моите другари пишуваат повеќе за машката популација, за спорт, за технологија, филмови и така натаму. Так, кој се грижи околу уредувањето на порталот, околу техничките работи? Па околу техничките работи се грижат двојче Становскијата на Стодоровски, додека другите, значи ние повеќе се грижиме околу текстовите и промоција на веб порталот. Андреј, тука сте во студиото на препорака до мене од вашиот професор по историја. Ние да го поздравиме. И навистина, јас без двоумење, нема проблем, нека дојдат. Вие како се чувствувате кога е професор, ќе ве препорача и кога имате, значи, одлична соработка без разлика на предметите. Математичка е гимназијата, барем така, така е во јавноста, иако е класична гимназија. Замоливме професорот Дарко Карафиловски да ни помогне да го ствуваме во оваа емисија и многу сме му благодарни што успеа тоа да ни го возможи. Имаме голема подршка од него во однос на самиот портал, секојдневно ни дава совети, сугестии, критики, дали разлика дали се позитивни или негативни. Прифаќате? Да, прифаќаме. Секогаш сме отворени за критики. Так. И онамо каде што греши секој човек, се поправате. Так. Сега реков дека историја, можеби тој се занимава и со музика, можеби тука ви помага, но бидејќи станува збор за една гимназија каде што е најдобра во Македонија, каде што се учи повеќето информатика и математика, наоѓате слободно време, има толку е тешко, толку се бара од учениците? Не, тоа е навистина само еден вид, дека навистина во Корчагин нешто многу се бара. Нема некоја разлика од другите гимназии. Има време за се. Најважно е да се научи принципот на работа во гимназија, другото се лесно и едноставно. Принципот е како студент, така? Да, се учи континуирано, треба да се знае. Така. Дел од активностите што се надвор од предметите влегуваат во оценките, па можеби и ова активност? Па не, ама ова е индивидуална активност, ама убаво е да се знае дека децата, ученици од најдобрата гимназија може да направат нешто вакво, за да се прикажат пред помасовната публика. Така, колку е посетен порталот? Па овој месец, значи, тоест во април, посетеноста многу ни порасна. Поради нашите многу интересни текстови, односно Филипијада Ньюз, значи Филип Николовски со неговите сатирични текстови колумни, предизвика голема посетеност. Донесовте нешто слайдови, па можеме да ги видиме фотографии со еден ваш коментар, ако се подготвени од режијата, ќе може да ги видиме. Значи, кој може да учествува? Отворено е за сите ученици, за... Да, значи, за сите соученици од Корчагин или од други гимназии кои сакат да соработуваат со нас, можат да ни пишат и да поминат некои своји текстови, своји идеи. Така. Отворени сме за промоција на активностите од другите средни училишта. Моментално ги промовиравме представите кои се дел од гимназијата во кои учествуваат најдобрите представници од средни училишта. И исто така отворени сме, може кој сака од средните училишта да ни пише на contact@primetime.nl и со задоволство ќе објавиме нешто поврзано со нивното средно училиште. Така. Потребно е само да се има желба, да се биде широко образован, значи од повеќе области или пари, или да се еве како мотив за другите гимназии што нема за другите ученици. За секоја работа потребно удрен капитал да се почне. Искрено не беше некоја големи финансиски средства, но освен голема
голем труд што треба да се вложи, потребна е голема креативност за се осмислат текстовите да бидат поразлични од другите, да имаме нешто свое и оригиналност. И оригиналност. И сега како ги одбирате? Одите на другите портали, следите се што се случува, само култура, спорт или? Па следиме по странските веб-сајтови што е актуелно. Значи ќе видиме што се случува таму, па нешто односно тоа ќе напишеме. Наши лични текстови исто така пишуваме. Так, од нешто им помагате ли како да се совлада материјалот по-добро, по-лесно? Па уште не сме напишале нешто во однос на тоа. Како да случи некои што се цаки што Уште не сме започнале со совете за училишта, бидејќи еве скоро е крај на година, но можеме да помогнеме во текот на наредната година. А инаку многу карактеристично за нашиот сајт е што не копираме тоа што пишуваат другите, односно пишуваме наактуелни настани и останато се наши истражувачки текстови кои што се базираат на наши перцепции за светот околу нас, за да видат да го погледнат светот на младите како е меѓу нас. Сега сте ученици во трета година, една година кога треба да се определите во кој смер и натаму која професија ќе бидете во животот, како е сега? И па веќе знаеме што ќе бидеме, значи во трета година за смерови да се определивме. Значи информатиката е нешто со кое што јас лично ќе се занимавам понатаму во животот. Сега имаше и отворен ден на Финки, ние се уште не е рано во трета година да одиме, но отидовме, видовме како е и сме презадоволни и сум сигурна дека ќе се запишам на тој факултет. Исто пределбата? Пределбата? Информатиката? Па не баш, јас сум повеќе кон општествените науки. Се уште се двумам, но најверојатно ќе биде тоа на Јустинијан први правни факултет. Јас имав исто многу двоумни дали да идам на математички или општествен сфер, меѓутоа за сега сум определен кон општествен, се мислам на некој маркетинг менеджмент така. И исто така втората определба ми беше архитектурата, но се помалку сум насочен кон тоа. Така. Значи сепак можете да се определите. Да прашам уште еднаш од режија дали може да ги видиме слайдовите што ги имате донесено. Значи многу е едноставно да се влезе на порталот Primetime. Да, значи primetime.com.mk само, значи може да го посетат сите што сакаат. Значи има содржини за сите што би ги интересирало. Сега да одиме за Корчагин да поразговараме. Реков дека е најдобра гимназија, барем според Министерството за образование, иако има навистина и во поголемите градови гимназии што солидно посветуваат внимание на учениците. Што е карактеристично за вас? Сте слушнале некои од шегите што може да ги што кружат за Корчагин, за учениците дека кога е казнет, кога столчето не го става на место? Да. Па значи дека многу сме учеле, дека не сме станувале книга, не сме искачеле, но тоа се само стереотипи, значи не е навистина така, имаме време за се, и за учење, и за забава, и за дружење и така. И за музика, и за музиката. Професорите се пријателски расположени, нема вистина дека се некои пештери или не знам злобни, вистина нема такво нешто, така да за сите што се двоумат, што се основци дали да се запишат по Корчагин, им советувам да се запишат, нема да погрешат во изборот. На почетокот е малку можеби потешко, но после на првото тримесечие навистина треба малку време да се навикне на се, не треба да се разочаруваат ако добијат некои послови оценки тогаш. Зашто се може да се среди, не е ништо страшно, не е крај на свет. Так, но потоа велат дека кога се студира е многу полесно, ако се помине каде што повеќе се бара, многу лесно се студира. Па професорите во Корчагин всушност не спрема за факултет. Корчагин е на одлична подготовка за тоа што следи подоставно студирањето без разлика на кој факултет и која наука. Так. Зошто само Јелена во оваа група? Немаше ли некоја друго девојче да учествува? Нема интерес? Никој не сакаше да се заангажира. Јас сум единствената девојче што се напати на оваа работа. Тука со вас се уште четворица момци, значи еден тим што ќе го работи овој портал и понатаму. И сега
доаѓа крајот на годината, една препорака до сите оние што се немаат определено. Да се определат за Корчагин. Значи Корчагин е стварно добра гимназија. Значи има и учење, и дружба, и добри професори и мислам дека ќе представува тоа добра подлога, како што кажа Андреј, на факултет. Има и многу активности каде што може да се видат учениците од Корчагин, заедно се разбира со другите гимназии, дали е тоа во спортот, дали е во театарот, во се нешто што е креативно. Еве ова, дали е тоа што можеме да го видиме? Тука може да ги видиме, значи, нови слайдови може да ги видиме како читателите може да се поврзат со нас, може да се видат најчитаните текстови, како и кои се нашите карактеристики на работење, односно да имаме една отвореност кон публиката, креативност, начин што да жени, да не копираме другите и така. Од почетокот сте тука, ги следите она што се случува во музиката на македонската музичка сцена, говоревме за нашето учество во Евросонг, тука ни се и момците Скипи и значи можете да ја слушнете музиката. Одите на YouTube, ја посетувате? Да. Навивате? Навиваме. Сакате? Аха. Ќе навивате за Македонија на Евросонг? Ќе гласаме. За кого друго ќе навиваме ако не за нас? Да. И очекувате дека Ќе постигнеме добри резултати. Јас ви благодарам што бевте гости во емисијата Само за вас. Значи, во продолжение ќе одиме со уште една музичка numera. Па тука се момците. Дали ќе одиме со плейбек? Вие убаво си сте тука стационирани. Ајде да видиме што ќе ни поштиреше.